Есента ми се виде како најпогодно годишно време за најверно да го отсликам овој град, кон кого од секогаш сум имал посебен респект, не само заради тоа што со својот производ пиперката, со заштитено географско потекло, ја храни речиси цела Македонија, туку и со другите специфики што ќе бидат спомнати во мојата серија места што сум ги видел и знакови што нема да ги заборавам. Од разгледаните поли на царевите кули во видното поле на патеписецот се изоструваат многуте пластеници и стакленици што ја зголемуваат сончевата енергија за пиперката, патлижанот, краставицата порано да стигнат до масите на сите македонци, а се дефокусираат зградите и куќите што ни дава за право да забележиме дека струмичани поголем дел од својот живот поминуваат под оранжериите на температура од плюс 40 степени отколку во нивните домови. Но овој древен град својата култура и традиција темели на непобитни артефакти што влечат корени од антиката, римскиот, византискиот и отоманскиот период на владење со него. Со тие артефакти, но и со други попатни нешта, ќе го градиме неговиот лик. Секогаш кога ќе пристигнам во некој град, купувам, се разбира, ако се печати локален весник. Сакам да прочитам со што се преокупирани граѓаните, што е актуелно за нивниот град, без кои места и знакови не може да се замисли нивното секојдневие. Нешто од тука прочитав, нешто знаев, а нешто научив од литературата, што го опишува минатото, сегашноста и што ја предпоставува иднината на Струмица. Во вакви ситуации нештата ти излегуваат како што се вели на шпиц, ги гледаш на лице место бидејќи сами влегуваат во објективот на нашиот снимател. Тоа е Корзото. Илјадници струмичани се шеткаат по шеталиштето што го создала самата навика. Неговата должина растела со растот на Струмица. Така пред 60 години таа шетачка река имала само 100 метри, а со зголемување на жителите се зголемувала и го исполнувала целиот простор од плоштадот на Гоце Делчев до длабината на градскиот парк. Така пред 60 години таа шетачка река имала само 100 метри, а со зголемување на жителите се зголемувала и го исполнувала целиот простор од плоштадот на Гоце Делчев до длабината на градскиот парк. Навечер се разбира оделе малку понатака во паркот, од каде не можеле да допрат љубовните воздишки. Корзото тогаш била единствена забава. Младите излегувале да се сретнат со пријателите, со посакуваниот некој некого да види, а тој да не знае дека го гледа, некој некого да го зборува, некој на некого да му љубомори, некој на некого да му завидува. Понекогаш на Корзото се излегувал така на брзина, колку да се задоволи навиката. Така во домашна носија со скутина на налани. Тоа се викало налан Корзо. Излегуваш како што велат кај нас, колку да ја исчешаш крастата. Сега Корзото изгледа како мравјалник. Рекол луѓе се слеваат од сите влезни краци на плоштадот, сите се на нога, а никој на работа. Ваква гледка да видиш во некој од западните земји, мислиш дека цел град е на демонстрации. Ова колективно шеталиште од час на час се зголемува, се полни и од учениците на кои што туку им завршил часот. Некогашниот надпис што го видов на гимназијата Јане Сандански, Народна гимназија, ме потсети на старите времиња, кога власта велеше дека се е народно, а во реалноста најмногу беше неизино. Градовите во Македонија на вистински градски населби заличувале некаде во првата половина на минатиот век, кога од сиромаштијата почнале да се извлекуваат поимотните луѓе, оние што ги школувале своите синови по европските центри, оние што печалбареле, оние што имале можност да го видат светот и се разбира оние што имале можност да градат. Така старите турски градби почнале да го губат значењето пред новите европски градителски бранови. Во Струмица изникнале градби во кои била сместена тогашната администрација како што е сега, градби со убаво обликувани фасади, градби со мансарди, со орнаментирани влезови и балкони.
Тие живеалишта најпрвим биле привилегија на богатите трговци и занаетчии, на докторите и аптекарите, а подоцна таа навика за естетско обликување на домот преминала и кај другите општествени слоеви. Тоа се потврдува и денеска, само ако попатно фрлите поглед на терасите на кои висат со љубов одгаени сардели, чиниши изникнати од душите на жените што ги посадиле, ги поливале и им се радувале. Ова колоритност ти го одзема вниманието речеси на секој чекор во Струмица, во секој кварт, на секоја ќоша. Многу пати кога ќе се спомне Струмица се помислува и на Банско. Тука во пазувите на Беласица се наоѓа една од најпознатите бањи, која има и долга и лековита традиција. Во неа го бараат лекот сите оние што ги боли колкот, половината, коленото, главата, мускулите. Сите оние што ги боли друго, што им откажува трето, сите оние што сакаат да се релаксираат, да си ја одморат душата. Оваа традиција води корени уште од римскиот период, за што зборува римската бања која се наоѓа во близина на хотелот. Во неа благодетите на водата ги користеле римските легии и другите граѓани од Римското царство. Лековитоста на водата што излегува од утробата на земјата ја препознали и епископите што живееле во близина на манастирот Водоча. Велат дека оваа стара бања е една од 5 светски епископски бањи од античкиот период. Многобројните артефакти, археолошки откритија и други етнолошки експонати сместени се во музеот на Струмица зборуваат за древноста на овој град. Тука ќе видите предмети од античкиот период, статуетки, садови, нумизматички пронајдоци, ќе видите со што се служеле старите струмичани, ќе видите со што војувале, на кои идоли им верувале. Тука е собрана културата на повеќе цивилизации што живееле на овие простори, собрани од малобројната екипа на музеот. Во тој ковчег на минатото сигурно не е запишана и страшната вистина за стрелањето на 5 струмички студенти. Сигурно нивната приказна би носела наслов "Како е убиена младоста". 5 струмички студенти биле извадени од младинската игранка и стрелани само затоа што некаде пред некого рекли нешто повеќе за Македонија отколку што допуштала официјалната политика. Нив струмичани им зградиле споменик во градскиот парк. Сите што ќе поминат тука да се потсетат на една историска и човечка неправда. И во Струмица, впрочем, како и во другите градови, има квартови кои јас ги нарекувам сезонски квартови, на кои власта помислува само пред изборните циклуси. Така ќе забележите недоизградени објекти, недонаправени патишта, недозавршени чешми. Таков и ромскиот кварт лоциран веднаш до познатото светилиште Свети 15 мученици. Овие слики ме потсетуваат на многу зафрлени места во источните земји, на перифериите, каде надвор се подготвува, надвор се спие, надвор се јаде. Кога ќе дојдат избори пак, нешто ќе се поправи, порано поправеното веќе се расипало и така со ред, и така без ред.
Ваквиот начин на живење често се правда со традицијата на оваа популација. Веројатно има нешто и од едното и од другото. Традициите во Струмица не умираат, тие се чуваат, некогаш се модифицираат, некогаш се надоградуваат. Таков и надалеку познатиот обичај тримери, кој се изведува во пресет на пролетта, кога се буди природата и кога природата сака да ја имитира општеството. На тој ден луѓето ја играат љубовта, ги воспеваат младенците, ја еротизираат атмосферата, мажите се преправат во жени, жените во мажи, се мешаат двата принципи. На тој ден луѓето се маскираат, одат по куќите на младоженците, носат сини и таму раскажуваат ласцивни вицеви. Тогаш може да се рече дека се е дозволено, бидејќи вистинското лице е скриено зад маската. А понекогаш луѓето не мора да се маскираат за да носат маски. Ако почнат нападно да се маскираат, веќе стануваат дел од маскираната карневалска толпа, која веќе неколку години се обидува од Струмица да направи голем карневалски град. Тоа може да се рече дека и им успева, бидејќи пред известно време беше и седиште каде што се одржа конгресот на карневалските градови. Сега кога шетам по познатите места на Струмица, имам впечаток дека старата чаршија, старите занаети како да ги снемам. Таму каде што некогаш била леблебиджилница, сега е ноќен клуб, на местото на кујунџијата сега е кафуле, на местото на сарачот се продаваат детски дребулии. Значи се движам по некогашната стара калдрма, а од сите страни гледам кафеани, угостителски објекти, ресторани, кебапчилници. Затоа не е изненадување ако кажам дека Струмица има околу 380 кафеани и 250 кафеански оркестри. Само 20 на кафеанчиња се лоцирани околу пазарот на Струмица. Тука доаѓаат луѓето да потрошат некој денар, оние што заработили од продажбата на производите или да се честат купувачите за успешно поминатиот пазарен ден. Ние бевме дел од атмосферата на кафеаната Вампирџија, барајќи посебни возбудување и мистика во насловот на оваа кебапчилница. Има понешто што ги буди спомените на стариот дел на Струмица, на старите мајстори, на врвните занаетчи. Еден таков редок и речиси изумрен занает имавме задоволство да го снимиме во периферијата на Струмица, крај источниот пазар. Тоа е познатото налбатинско семејство кое со години им крои чевли на струмичките коњи, пренесувајќи го овој занајот од колено на колено. Најпрвин налбатинот и неговиот помошник ја коваат потковицата убаво да легне на копитото на коњот, ја дотеруваат, ја клепаат, го формираат бројот. Потоа грлото треба да ја намириса атмосферата, да се прилагоди, да му се земе стравот, да му се влее доверба, се тимари, се чешка, се кроти. И тогаш, кога не им успева да го скротат, применуваат репресивни мерки. Му ја фаќаат муцката со железна штипка, што го тера коњот да прифати реалноста дека чевлите му се износени, дека за негово добро треба да му се направат нови. И така беше. Ликот на коњот и ликот на стопанот, подостриот нож и тешкиот чекан се изедначуваат. Ако се каже дека новите обувки на коњот за секоја нога чинат по 300 денари, може да се рече дека коњот носи прилично скапи обувки. Но кон овие елегантни животни кои најчесто ја символизираат убавината и силината, во селото Баница, речиси предградие на Струмица, имаат посебен однос.
Во секој двор на овие селани има по еден, два или повеќе коњи. Колку што е загадочно толкувањето од каде таа љубов кон коњите, толку е загадочно и потеклото на овие селани. Имено тие се христијани се лутат ако ги идентификуваш со роми. За нив некои велат дека се катари, што значи чисти, а некои сметат дека се дојдени од далечниот исток, каде биле ковачи и конјушари во војските на Александар Македонски. Велат дека од исцедокот на таа војска во светот има многу населби што се сметаат за нивни потомци. Па така и баничани имаат право да бидат различни од другите етнички заедници и се разбира да бараат место во Охридскиот рамковен договор. Ако не за друго, барем уште повеќе да ја збогатат, како што велат политичарите, мултикултурна Македонија. Тие се жалат на тешкиот живот, на големата мака, се жалат на Господ, но и на власта што не им изградила водовод. Во дворот на еден баничанец ме обзеде гледка на еден чист надреализам. Сликата на маршалот Јосип Брос. Остана загадка. Дали домаќинот варосуваше или проветруваше, па ја извадил сликата на неговиот идол да се проветри, или пак дека од тој ден се откажува од неговата идеологија, не можевме да разгатнеме. Кога тргнавме по централната улица низ алејата на липите, бевме пријатно изненадени колку оваа некогашно шеталиште го сменило својот лик. Старите архитектонски решенија градени во првата половина на минатиот век, во кои живееле имотните луѓе, сега дишат со ново руво, во нивниот долен дел веќе изникнале современи бутици, представништва на познати марки уредени по европски терк. Но тоа не значи дека ако има продавници, има и купувачи. А штом нема купувачи, нормално и продавачите да ги користат скржавите есенски сончеви зраци, пред портите на нивните дуќани по неколку пати да го пијат утринското кафе, да раскажуваат дека прометот е намален и да се надеваат во подобри времена, велејќи си има Господ. А дека има Господ зборуваат и многуте светилишта што се идентификуваат со раното христијанство, кога од Ерусалим потекла како река Христовата мисла низ проповедта на првите апостоли, светители, евангелисти. Таков храм што го одбележува подвигот на светите Тивериополски маченици во 4. век, исечени од мечот на христоборниот цар Јулијан Отстапник, е овој во кого ние влегуваме за да му оддадеме почит на 15-те маченици, епископи, светители, ѓакони. Тие во некогашниот Тивериопол, сегашната Струмица, биле мисионери на Светата Црква, биле сподвижници што го ширеле христијанството, давајќи му човечки лик. Од тогаш па до сега во Струмица и Струмичко се случувале многу религиозни процеси, се собирали и се делеле, ја толкувале кој како сметал Христовата мисла, од што пак се изродиле околу 5-16 религиозни секти кои не сакаат да бидат нарекувани така, оти сметаат дека само тие ја имаат тапијата за изворноста на Христовата вера. Затоа зборуваат и секојдневните религиозни белези, како и различните светилишта во овој регион. Затоа немојте да се изненадите ако низ Струмица видите и милосрдни сестри и калуѓерки, да сретните протестанти, адвентисти, евангелисти, сведоци на Јехова. Но доминантна е православната вера на која веруваат повеќе од 90% од населението. Затоа нашиот пат не води кон двата најзначајни религиозни центри, манастирите, црквите и конаците во Велјуса и во Водочан.
Многу пати сум го посетувал ова светилиште Света Богородица Елеуса, многу пати сум се прашувал за минатото на овој свет храм, сум се прашувал за дарбата со која градителите го формирале овој лик и за посветеноста на тие што преку уметничката убавина оставиле вечен спомен, создале чудесни композиции на фрески, синтеза на бои кои како да се произлезени од спиритуалната припадност на мајсторската рака. Но сега ова свето место има уште една голема содржина. Монаштвото, без што не може да се замисли вистинската изворност на православната црква. Зад портите на овој свет храм во конаците се одвива животот на десетината монахињи кои одбрале да служат на црквата и на Господ, да се молат за спас на сопствената, но и на човечката душа. Нивната рака и припадност од ова понекогашно руинирано направиле рајско место. Додека одиме кон другиот манастир, во кој има десетина машки монаси, да кажеме дека монаштвото е основа на црковното живење, дека монаси биле најписмените луѓе во минатото, дека нив ги учиме во Ренесансата и во природбата, дека нивната рака напишала значајни дела на нашата култура. Да ги спомнеме светите Климент и Наум, Јоакин Крчовски, Кирил Печиновиќ, Црноризец Крабар, светите апостоли. И пред да кажам неколку зборови за Водоча, можеби некогаш ќе се извинат тие што правеа кампања и хајки против слободниот избор на оние што сами одбрале на повозвишен начин да и припаѓаат на црквата. Црквата го признава поимот покајување. Водоча е едно од најстарите христијански светилишта. Темелите на овој манастир се некаде во 7 век, а неговата реконструкција изгледа како големо архитектонско чудо. Во овој храм што обзема со големината, со спиритуалноста и со мистиката има неколку фреско композиции што се влезени во светското дзинно сликарство. Тука и познатата композиција на извадените очи на Самоиловите војници. Велат дека според тој настан е крстено и местото Водоча. Во ова раскошна градба, реконструирана пред десетина години, се одвивале многу значени настани од историјата на сегашна Струмица или некогашниот Тивериопол, седиште на многу епископи. Овие неповторливи културни и религиозни објекти сега ги чува и ги гаи светото око на монашкото манастирско братство. Само посветеноста на црквата од овој манастирски комплекс може да ја создаде оваа убавина зад која стои и посветеноста на монасите. Нивните монашки денови ги минуваат во монашките соби на овие конаци, а молитвите ги изведуваат во овој неодамна направен параклис. Во монашкиот двор, под сенките на светите дрва, седнавме да поразговараме со овие посветени монаси за развојот на Христовото учење и тешкиот пат на самостојната Македонска православна црква. Колку празни ќе изгледа овој манастирски простори без спиритуалното и мистично присуство на монашките осаменици. Од небесниот се префрламе во земниот свет. Во местата што сум ги видел и знакови што ги паметам, неизбежно е да се спомене познатата струмичка пиперка. Македонија е земја каде се подготвуваат стотици на различни јадења на кои основата им се пиперките. Нив може да ги набавите од прва рака од оранжериите, од втора рака од пазарот на големо, од трета рака од препродавачите и од четврта рака од билјарниците.
Во Струмица ние бевме во сезона на ајварот. Но ајварот е само еден од начините пиперката да добие друг облик. Инаку, нив ги има свежи и сушени, мали и големи, лути и благи, пржени и варени, толчени, кинати со јајца и со изварка, со кромит и со лук, со патлиџани, со месо од туршија и барени. Ги подготвуваат сите, ги јадат сите, зависно од стандардот, некој помалку, некој повеќе. Тие може да се рече дека се фолклор во Македонија. Ги има дури и на зидовите, во вид на графити, ајвар да, бурек не, ги има во свеста на луѓето, затоа се вели не ади ајвар, а најмногу ги има во Струмица. Приходите што се обезбедуваат од пиперката се разбира и од другите градинарски култури, направиле овој регион да се заштити од големата миграција, може да се рече дека сите останале на својата нива, на своето огниште. А тие што барале преку леп погача, од туѓина се вратиле во случајов од Швајцарија само со автомобилска регистрација која одлично му стои на старото и добро фиќо. Пред да ја напуштиме Струмица, да зиднеме и во Домот на културата, да ја видиме изложбата на една од најстарите ликовни колонии во Македонија. Да кажеме дека во домот е сместена и театарската сцена, има и други активности од областа на културното живење на овој град. Така ја видовме Струмица, еден обичен есенски ден, така ви ја раскажавме.